Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Чайче, брат, че лудница. Я още не може да се навекна на това време. Ovo е от... Я не знам, че. Сумет майка ми го направи. Кой знае, що ми е ставила, али... Лековито е, според нели, стари обичаи, традиции. Не може да рече на майка ти стаи ми от ово, но умре то в Америка, стаи ми от ово, но няма, брат. Тук ти стават от шо има. Чай да купам, няма шо купиш. Олма се вада тука. Каже го. Вадат се треви чуда. Така да, другари, AC-то е пущено до даска. Я па AC-то, бе. Климата е пущена до даска. Ама знаеш шо, другари? Брат, надвор, одеш келнерите веке английски зборчиња. Одеш у продавницата, младите английски зборчиња. Одеш по улицата, английски зборчиња. Чекай, бе, брат. Гледам на некои луѓе се смеја на подкасти, нели, дојдели си од страна и употребуват английски зборчиња. Ја, брат, бев шокиран. 2 недели шетам и гледам народо практикува многу английски зборови убацува. Тоа е лошо, значи ја кога ќе се врнам назад на кучански брат да се научи кога овие буквално употребуват многу зборови на англиски. Знаеш, едно време викам да не е скриена камера, овие да ме дупат сите в цел град да се договоря, брат, замисли се. Замислете си ја скриената камера. Да цел град се договоре, да ме дупчат, братче, да зборат као да ме куфрло од англиски зборови. Ама тоа, брат. Гледате ли најаката какво ми текна? Скриена камера, али? Да не ја тупиме. Углавно, нели интересно ми е, шетам сам, значи да ги видам сите продавници, дукјани, куки и ја излезам само, ама сретна милион души. Значи цел град веќе џабе онаа капа ја бев ставил, цел град веќе свана дека сум тука и еден каже на илјадо, тај другите илјадо кажале, више цел кочне што се вика знае дека сум тука. Чим знаат на другиот крај на градот дека сум тука, уште не сум отидел да го видам, значи тоа е се окей. Убаво ме пречека, повеќето луѓе се радуват, тоест тие, нели, тука што ми следат канало. Сега има една група од како да ги кажам, пензионери да не речем мозоко, што стварно, брат, ја например викам дигитално неписмени, дигитално неписмени, сите луѓе се лутеа. Брат, дојдов окочени, значи замислете си, фала на сите што се пријавија. Значи у крипто академијата, значи брат, супер број. Треба на сите да се јавам, ама од прилика околу 22 или 25, мислам дека се сигурни. Разбираш, има и други пријавено, ама тие луѓе се уште некако не и се брка у портфолиото. По портфолиото не и се брка у новчаникот, разбираш. Па да, еден че не ми се брка у портфолиото, да, затоа се збркав. У портфолиото да сменам, вика, биткоин ново е тоа, веќе 1000. Викам, супер, брат. После, ама ќе има ли bull market? Викам, не знам, брат, веќе ништо не разберам. Подкаст нема, не знам, викам, немаме струја, ладно е дома и викам да не мрзнам, гледаш у кој корнер сум, брат. Значи AC-то е пуштено 24-ка, Samsung да буа, али брат, ово е стара зграда. Ово е северната страна, тука, овај зид, другари, можеме да ставиме месо да ложиме. Значи куќата е, станчето е 84-ти зградено од Деда Методосија, па е многу поквалитетен од сите тие други работи што ги видов. Никош не би купил тука, брат. Не би препорачал на најголемиот душман да купил овие новите. Најискрено не сум уште ништо видел да речеме да ме импресионира, да речеме ово е квалитетно. Ја би на bull market градил куќа сам, брат, да си ја знам шо е како е. Инаку животна желба ми беше да живеам во апартман, да се дружам со народ и се, али после ово тука што видов новите. Мизерни балкони, мизерни паркинзи, комшиите се окей, кул, држат се многу јако, имат, нели, ово каже го по новите закони, валја имат куќен совет, нели, дружат се, собират пари, шо е која, али мислам мачке да чуваме по пееси у влезо, мислам, извинјавајте, али секој што е чувал мачка знае, нели, за тие меризи чуда. Сега се карам со комшиите, немам намера, али да би го продадел стано и да би си направил, како што ви кажав, надвор од градот куќа. Знаем, гледате ли, ще пред да дојдам од Америка, знаем дека ќе е така. Значи, кажав си го подкаст дека ќе е така и ако ви кажувам дека никош не би сакал да живеам у куќа у Америка. Пошто таму, брат, поправките се луди, у Македонија не е така. У Македонија
ово ти е тука, не е от дрво, не се градат от тия нивни пластики, па да треба всяка година да фърлаш чудо от пари. Мобето е много луѓе сум разочаран от старата гарда, са си останали 12 години исто. Дори и на полош се отиделе, значи гледаш, за биткоин бил, него е, крепта го е. Као, демек нещо трябва да ме навреде, разбираш. Ја и името не съм ми го запомтил, значи тоа треба уште повише да ги навреде, дека валјда ниту са ми пишале, ниту са ми ставили лайк, ниту сабскрайб. И сум ги забравил, избледеала сликата, значи 12 години, неко луѓе се изненадени, брат, да јадеме да пиеме. Викам, зашо ќе частиш? Не, вика, брат, вика, ти си 12 години у странство, трябва да јадеме да пиеме. Другар, ја не се сеќавам на луѓето, разбираш, окей, ти кој си, разбираш? Не се сеќаваш на мене, викам, брат, така, матно ми е, разбираш. Subscribe нещо да имаш. Не, вика, ја такви глупости не гледам за крипто. Лайкче нещо. Вика, сега ще баш. Брат, по цял ден си на интернет. Вика, аз си гледам така, вика, те глупости, вика, крипто, вика, брат, колко ти част. На мене сите пари ми са от крипто. А ти не веруваш у криптото. Пи кафе на празно. И си отидев. Той е шахмат. Они мислят, тая стария гущер, ки си дойде тук, ко 4... Ovo е четвърти път, че това имам страство. Они мислят, си дойде тук, ки ядеме, ки пиеме. Умрея тия, брат, време, аз съм 40 години. Мене ми интересира да се дружим и кажа, има 30 комада у криптоакадемията, 22-3-5 се сигурни. Трябва да сите само, нели, да ги, повечето да ги сконтактирам, ми останаваше на група. И да си почнем с академията. Сега мислям се да видам дали преко ово, нели, тие ще се върнали от Америка, да видим што има бенефит, ама ще гледам колко се бавни, колко трябва да се чека, вали да нема да биде, тие ще се върнали от Америка, државата е много бавна, брат, понадава. Па додека да се ки помагале на мали бизнеси, да се отворе све, како ще ги гледам колко е, ова е рекла, кажал, ова е викал вака, ова е викал нака, вали да ке треба да си отворам сам све и да си почнам дома. Да, мислам, от први ке ми дойдат майстори, за то не ми се почнуваше, али най-вероятно е от дома, разбираш, да си почнам, да си средам, да си го направям ово тук офис, пошо луѓе, аз сум реален човек, разбираш, 500 евро, 700 евро, кажа ви у преходния подкаст да идам да дадам, еве папита, па се потрудив, 500-700 евро да дадам и тия 25 души ще се приявили. Я трябва да ги давам 2 години за дукяно, за сметки и за се. И какво ки ги реинвестирам за, да речем, после 3-4 години, да речем, тройно, петоройно, да успявам да ги направям парите, ако я трябва да ги давам тия давачки, разбираш. Че държавата нема пари, сакате да ми кажете, да изграде, да речем, у секој град един голем, добър стамен обект и да ви колко луѓе сакате да ви помогнем да почнете малите бизнеси, най-нормално прво нещо е супер модерни офиси, со интернет, со се, да се разработе првите 2 години таа компанија, после викат, дечко, move out, move out, дечко, сели се от тука и, нели, продължи си натам. 2 години да ти дават пуш. Я ке ми извините за збора, да ви дават, да ви подбутнат, разбираш. А не, ти одеш тука, 500 евро. Какви си тия 500 евро, човече? А вие парите не ги разбират, брат. Не ги разбират парите, брат. И некој ми вика, стай 3000 евро. Че кой ке ти плати 3000 евро, брат? Че не е логиката. 3000 евро. Има луѓе, има 10 луѓе, сигурно ќе платат, да речем, ще ги познавам. Ама не е тоа, брат. Ово е... Гледате ли, например, ово, нели викат, брат, 1000 е много. Ама, 500 евро дукян. 500-600 евро вработен и давачки и се. Значи за 2 години уйделе парите у сметки. И како ќе ги реинвестирам? Значи, свагате ли ми шо ми е мобето? Значи, ќе отвараме оно, да се брза, не трябва да се брза. Сите ќе ви сконтактирам да знаете, али мобето е дека гледате државата, дојдете си, брат, ќе направим ово, ќе направим оно, али не ги разбират дека една компанија за да успее и треба просек 2-3 години пуш да ги подбутнат, за тия да застанат на нози, да заверглат, што се вика на кучански, за да имат сите бенефита. Они со овие тука цени, со овие тука чудни работи, брат, што е, брат, ти вработене да идеш, треба јадење да дадеш. Ти, брат, ти за јадење не можеш 3 пати тия да јадат, да сакаш да дадеш и 3 пати да јаде кафе, сок, чај,
Че ја не може да вработам никој брат да работи, ја треба сам да работам. Ја и Славе треба да работиме сами. Додека тоа не се развива нешто да речеме огромно. Брат, тука седнеме двајца, седнав, што се вика со братучетка седнав со децата, брат, 700 денара литнат. Не сме се ни виделе, брат, и ти не можеш да пиниш нешто, брат. Какви си тия суми на пари, бе, брат? И еден ми вика, бе, брат, плакат ги вработените по толку пари. Брат, секој може да стае бакшиш и пак и платат. Гледам луѓето више остават по 10, 20, 30 долари. Че денеска таму видов 200 луѓе си изменија по 10, 20, 30 долари, че и евон ќе направи пари. Не може да бидат тия суми на воза да викат дека градот ќе се развива. Не може, овие суми се претерани. И од дисконти. Македонија, ако не земе у следните 5 години да си произведува сама, брат, тие тука нема да мрднат од мртвата точка. Од понеделник до четврток да речеме е празно, 90% е празно, тие 10% што сеат се елитата, од секој што никој не знае од дека пари имале, и има една мал процент, еден-два што стварно си работиле, си направиле парички и си излават и таа една група се гледа, на луѓе, разбираш, ја тука сам колку 2 недели нешто, истата група на луѓе гледаш. Ти не можеш да дојдеш во контакт, оние нели што ги сретнеш по улица се негде брзат, брат, да се видиме и да седнеме да разбираш, кога му продумаш, брат, за инвестиции, за ово, брат, знаеш. Најголемите што се онадени се Скопје, Охрид, Битола, Прилеп. И Демерхистер. Кочени нема ништо, брат. Штип нема ни еден. Велес нема ни еден. Тие градови што викат на 125.000 луѓе, на 125.000. Имаше 100 луѓе заинтересирани. На 6 беше 64.000, 62 нели беше? Па не го дава, брат. 62.800 беше, мислам, ако не се лашам. Мислам дека го има видеото. На 62.800 има помалку луѓе заинтересирани, отколку на 125.000 имаше 100 луѓе заинтересирани. И викам, добро, брат, што е работа? Вика, то ќе пропај. Каква е, брат? Логиката нема логика у нивните размислувања, брат. Значи на 125.000 100 луѓе ќе дојдат академијата, на 62.000 25. Не знам, луѓе, тоа е сериозна бројка од 70 и нешто луѓе кои што одеднашка губат верба. Значи тие луѓе ги интересираат и како ќе градат, како ќе речете и што ти треба криптоакадемија. Па гледај ги овие на 125.000 кој беше биткоин и сите други алткоини. Значи Рока, кажи го, удара на големо го трупа портфолиото и ово падна, значи тие уште се у минус. И ми вика, ние не веруваме у крипто. Па не верувате у крипто затоа што не знаете да изградите, не верувате кога ќе падне, за да допунувате, разбираш, и треба да знаеш да направиш математика дека ќе допунеш. Која ти е целта? Треба да имаш стратегија. На овие од академија ти кажам, стратегијата која е? Разбираш, буџет, колку на ден, на недела, на месец да речеме, значи кое портфолиото го има, значи која му е целта, неговата прво замисла, што он мисле, кои работи ги следе, колку време е у крипто. Овие, брат, ја што ги прашувам, земјоделци да не речем, брат. Ово е... Ама не, лутаци, кој речем дигитално неписмени луѓе. И сме се повтарале. Јас сум шокиран. Замисли, денеска од луѓе што се адвокати ми вика, брат, вика, може да затворат, вика, какви народи ќе ги учиш да купуват биткоини, миткоини, вика, крипто, вика, митко. Вика, може да дојдат, вика, дома да те затворат, да ти тропат на вратата луѓето. Ја бев шокиран, брат. Значи, у Америка адвокати, сметководители, то сите треба да ги знаат више овие работи, брат. Што е крипто, што е биткоин, како одат процедурите, разбираш. Криптоизмама, криптоберзи, че утре некој ќе ти треба да го советуваш, брат. Да му даваш совет насока кај нас, брат, се не писмени овие. Моја што го земавме сметководителот, за разлика од другите, поздрав до Горан, што зборив оние другите хорор, прочитал, научил, знае што е крипто. Оние другите брат што не им викаш. И ти, брат, веруваш у крипто, тоа е глупости. Че колку им биеш сметководител на компанијата, брат, кога ти ми викаш, седеме на кафе, ја од заобиколените зборам, ти викаш, ти ненормален си, брат, какви си тие глупости. Ама ќе ми биеш сметководител, да, брат, ќе ти бидам, значи да земеш парички. Ти ќе ми биеш сметководител, а не веруваш у биткоин, не веруваш у крипто, викаш тоа е глупости. На сија тај што ќе ми биде сметководител, да речеме Горан, вика, брато, читал, прочитал, објаснини на мене, Славе, што е како, оние другите замисли си, брат, зборив со адвокати, зборив со сметководители, зборив со
бизнесмени. Брат, тия вика, това е глупости, това е комар, вика ти, шо ке продаваш, разбираш. И пак чак пат ке ми го спомнат, и ти Иван, шо продавате, вика, шо мислите, вика, ке ви степа някой ограда утре, вика, ако ке изгуби. Брат, аз съм шокиран, разбира. Шокиран сега. И аз кажав дека за дигитално неписмени, така ли? Ама вика, файко, ке дом, нели, физически съм тук да видят, нели? Али вие продължат да се... Какво да ви кажем, брат, то е... дигитално неписмен, кој шо љубоморен ти шо си направил и мисли дека си го ти направил тоа со криминал, иако брат цел свет знае за тоа. И пази, не е ти, вика, нели јас ме знаат, пробам, викам, чекай да ви објаснам, нели. Не може да му објасниш, брат. И викам тогава, шо ќе си го... брат, да идеме на кафе. Шо ќе правиме на кафе, брат? Јас сум крипто, јас сум за технологија, јас сум роботизација било глупости, тоа кај нас никош не мало да дојде, коли шо возат сами, тоа било глупости, вика, шо ги лажеш народо на интернет, брат. Каква кина, какви глупости, вика, тоа е да се глупираш, вика, на подкастите, вика, кажуваш, вика, некакви роботизации ги дојде до Македонија. А вика, ние интернет, вика, не имаме уште, вика, Македонија, вика, какви роботи, какви крипто, какви берзи. Брат, одам у неколку банкери из Македонија, прашувам ги за крипто, да, знаат за крипто. Значи, адвокати, нотари, сметководители не знаат, тоа е глупост. Одам у Стопанска банка денеска, е дечкото, поздрав, сега не знам дали да го кажам, вика, брат, тука луѓето си отварат у Стопанска банка, јас земав денеска виза, утре ќе биде активна и за 5 дена ќе ми стигне. Стопанска банка виза, вика, луѓето, вика, купуват на Binance. От Кочани има ли? Вика, има. От другите градови има ли? Вика, има. Не може да каже на кои суми, али вика, купуват. Враќат ли назад от дебитна картичка? Вика, не. Вика, одат у криптоминувачници има у Кочани у Виница. Криптоминувачница у Кочани у Виница. Криптоминувачница со флаери у Кочани у Виница. Нашите адвокати, нотари и сметководители минат очите, може да ти ги извадят. Тоа е најстарата минувачница тук у градо. Брат, они вика, това е продава глупости. Ја викам, окей, ја не ми е јасно, нели, шо, како, знаеш, правам се. Викам, ја не знам да... Вика, тоа е глупости, вика, ќе затворат човека, продава, вика, ово, оно. У Виница, викам, видовте ли е криптоминувачницата? Се не знам ко се викаш. Дечкото баш би идел да видам. А вика, да, има там, вика, и тај, вика, се глупира, вика, продава, вика. Некакво крипто, вика, продава нешто. Абе, луѓе, ви, во... Не мора државата, брат, ово е ти да си адвокат, да си нотар, да си сметководител, да си бизнесмен. Брат, ти треба да се описменеш, да следеш технологија, да следеш како е возможно овие луѓе да се до оваа степен, брат. Абе, брат, ово не е веќе ни Отоманската империја, ово е веќе негде уидено у Зимбабве, брат, да ми извинат од Зимбабве сигурно. Таму имаше минувачица, таму се купуваше више со биткоин, брат. Како в Зимбабве треба да најдам некој друго Уганда, дека. А и у Јужна Африка има ово, Уганда, дека, брат, има. Не ги знам на памет градовите. Државите не ги знам веќе сите, ги спозабрив, брат. Какви си тие работи, брат, ми кажуват глупости ки сме зборили, кој ти овај, кој ти онај. За слаб човекот што прави овај, викам, тоа хакер, брат, викам. Тоа, викам, сега може да те хакна. Брат, овие се у камената доба, бе, луѓе. Ово камената доба више останато тука, бе, брат. Не знам. Сериозен рестарт требе. Луѓе, секој чест на овие, брат, што се запишаа во академијата, многу ми е криво што неам, нели, такви можности, нели, не може да лупам, да би земал на сред, ово нагорачалник, да речем, може и за $5000, на сред таму кај фонтаната секој ше било Кочани, на сред викам таков офис да направиме канцеларичка со отворени со стакла. Или некој шатор, брат, со отворено такво и там да земеме академијата да отвориме, да не за друго да и боли очите, брат. Ти се луд, вика, ќе отвараш крипто академија, ту тепа некој вика дома ќе тоа ти какви глупости вика продаваш на народ. А викам, луѓе, ја ништо не продавам. И вика, кој вика ти со биткоините, нели ги ти продаваш биткоините?
Брат, значи ја ако земев GoPro камера, ја на Славчо да в поклон GoPro камера и многу си мислев дали да земам една за мене или телефон. Ја ако ги снимав овие разговори, ја мислам тоа ќе беше и да го преведев на YouTube, тоа со сите овие што контактирав за 2,5 недели, тоа ако не го гледа да го преведев на повеќе светски јазици, ако не го гледа милиарда луѓе да ме плукате. Тоа не може да се наместе, брат. Тоа не може да се изведе. Тоа Холивуд еден ден кога ќе снима филм, они не можат сценариото да го истемперат така, брат. Значи да ги слушаш колку се назад е страшно, брат. Уште се оговарат, уште се плюкат, значи ти вика и луѓе дај за крипто оно, вика, за крипто ли ќе правиме теа, вика оваа се остави со овај, вика оваа оде со онај, вика овај се другира, вика овај се побрка, вика онај загинал мајка му, татко му совраќајка, овај овоа. Луѓе оставете ги луѓето, бе, брат. Дај да видиме како да отвориме криптоакадемија, нели повеќе луѓе да дознаат да криптоакадемија. Се тука на кафенце, вика, те гледаш си манијачиме, ќе си онадеме, вика, кој ќе манијачиш, брат, то нема народ, брат, таму тоа, брат. Гледа такви некои, то полиција треба то ти имаш манијаци по градот, брат, старци гледаат такви деца од тие сите што ме гледаат што имат керки, брат, дај таму тие деца од 14-15 години малку ги подсредете, брат, какви си тие гардероби, кои си тие чуда, брат, имате стари вампири по парко, брат, ќе направат некој глупост, ќе избие некои проблеми, ќе се спотепат, брат. Јас сум шокиран од младите како се носат тука, брат. Не дека јас сега нешто топлата вода сум измислил и Америка е катастрофа, ама Америка е сатанистичка работа. Таму народот не ги интересираат као сите се модерни. Ние сме христијанско општество, луѓе. Ние сме народ што може да збори какви си тие деца, луѓе одам пред школите, нели минам. На едното најват ми знае, викам, брат, колку години си ти, бе, брат? И ми вика 10. Пушиш цигаре као чинеш турчин гледаш, бе, брат. И се он, ти ли вика ќе ги оправаш, ви. Брат, ја не да ги оправам. Татко ми умре од цигари, брат. Значи, мене ме боле што гледам 9 годишно дете пред школото пуши цигари. Девојчиња, тоа беше едно машкото, не други девојчиња, 11, 10, 11 годишни, брат. Убави девојчиња, кукли. Значи, златно дете, мајка му го родила, вика, златно, викам, као ангел, и земал, пуши се, брат, и се направи, као баби се направи за 10 години, брат. Цигари да видите колку пушат, брат. Ја таму седам со некои луѓе правев, гледам второ пале, трето пале, брат. Страшна работа, брат. Облечени како не знам што да кажам, брат. Тоа не можам да го кажам збор. Несоодветно облечени и пуши цигари и понашање какво имат. Брат, деко иде овај град, бе? Сигурно ако е тука така и по другите градове така. Луѓе тука треба, брат, тие деца да ги тоа е мал град. Секој може да претрчи да го види тоа дето што му прави, брат. И кога ќе ми рече некој, брат, што не се оженил, што немаш деца. И по моите деца со овие ли да се дружат, брат? На 9 години, на 10, 90% пушат цигари. Еве, ако некој ме гледат родители, да да си ги приберат таму Кирил Методи, да видат, брат, тоа е па забранено да ги тепат. Пушат, да не зборам за какви работи там се зборе по градо, више до кој степен се иделе за марихуани, за дроги, за чуда. Деко иде овај свет, бе, брат. Ја избегах од Америка, дојдех во втората Америка. И овие кој ми рече такви уште зашо немаме држава, кој ти рече, бе, шо те интересира те? Срцето им боле, брат, гледам деца што си идните жители на овај град. Какви си тие себични мобети, шо те гајле? Па тоа моето утре дете кој се роди ќе се дружи, нели, твоето дете ќе се дружи со нив, брат. Гајлете денеска, гајлете утре, тоа утре другото дете за кое што те гајле ќе го научи твоето дете зема и други чуда и да пуши. Какви себични луѓе ви останаве. Нашата генерација не беше такива, ние си помагавме се. Ние на постар човек нешто му рече, те тепа там ќе те шутира по тоа. Во мое време кога ќе ти рече ќе да купиш пиво, цигари, лепче, оно ќе му купиш. Но вие сега гледам како се понашат. Саче Боже, брат. Саче Боже, барем ги интересира за технологија, со дел разговара, знаат, познаат, крипто, брат. Викам, другари, фрлете тие цигари, брат. Брат, има и култури, брат, извинјавај, викам, сметали ти? Не сметали ви. Тргнете ми, брат, млад си, викам, татко ми од цигари умре. И знаеш кој ќе реч, малку ќе штрекнеш. Брат, знаеш, Господ треба да му даде. Луѓе, шо мислите? Никој нема да живее вечно. Луѓе, баш кој ќе највише сакаш да живееш, ќе те ударат болестите, брат. Тие родители, кои има некој да ме гледа, идете до децата си ги соберете таму по дворовите, се другират и пушат, брат.
Страшна работа, брат. Тия наставници, професори, исто, ако гледа някой, дай бе, прочитайте се не с тия дворове, брат. Прочитайте си, имате телефон, слиха го, прати на родители да видят. Пред всички школи, брат, че се отрови от цигари пушени. Сбориме за дечурлана, брат. Мене ме боле, брат. Ако вие не ги боле, мене ме боле да гледам, брат. Тия са мои согрегяни, тия си мой народ, разбираш. Че я от Америка избегав от тая лудите тинейджери, дойде тук да ги гледам лудите тинейджери. Твоя подкаст не е ли за крипто, брат? Моя подкаст е за, брат, да се рестартираме, да станем общество, що трябва, брат. Толкова от на тия години се другири и пушиш, шо ке биде на стари години, брат. Крипто, къде има ли ме интересира? Кладилниците пуне, брат. Пуни. Кафичите не ли празни, петък, салата, неделя, мислям, цигаренцето и ораката обавезно и сега гледам и покрайката седят и кафенца пият. Разбираш, той е на мода сега. Кафенца, окей, не е проблем. По-ефтино много. За $20 има кафа тия. Автоматите, окей, кул. Автомат, кафе, окей. За разлика от кафичите, разбирам. Не, шо надуват и дори го поддържам, да речем повече, отколкото да дремо кафичи. Разбираш. Поддържам го. Али, брат, дай тия цигари. 10 луги, брат, нямаме пари. Ами се смее. Викам, колко кафеца мъскаш? Неколко. Кутиички? Неколко. Дай, викам да оправяме зло. Я не верувам от това. Абе, колко да не веруваш? Ти без си ги изгубил вие пари. Айки видиме. Ама викам, шо лови луги, по-стари сте, мен не ме знаят, нели? Познавате ги. Значи пази, ти си родител, на твоето дете, другачините ги гледаш да пуши цигари, викам, скарай се, яли са ми татко. Ама дружи се с твоето дете, така ли? А моето не пуши. Дай, не ме се баве. Абе, не знам. Неким да се правим паметен, кажувам ви, много луги шо им праша, импресии и разочаран съм от това, шо нашата генерация шо иде, нашата генерация, новата генерация шо иде, много лошо, брат, много лошо. Исто, много лоши информации за донации, шо е имало, много лоши информации за во се што се случи со пожаро. Градо 3 до 5 години, дали се рестартира, тежко е да се каже. Никой не го интересира. Секой го интересира да изоговара некой, да му пуще мобети, да му измисли нещо, да му нащете, отколко разбираш дай си да си помогнем, да не се оговараме, аз си викам, луѓе, дай ке покажам кога да инвестирате, идете кај Джони, и он да ви покаже, нели, шо ќе дремете у градот да оговарате под вътресалата, имате време да гледате и кај мене, и кај Джони, и кај секој да гледате видео, да инвестирате, да се описменете. Не, брат, вика. Глупости е това, брат. Значи, крипто, да прочиташ за крипто е глупости, за биткоини, защо сборят американците, Европа и други държави. То е глупост. Да идеш до стопанска банка да ги пращаш дека колко луги веќе купуват со години е глупост. Да идеш от комерциална банка да прашаш е глупост, ама не е глупост да оговараш жените по града, која с кој одил. Значи, замисли, брат, ти да викаш, мала ми е платата, леле, 21 му кафичите, маркетите скапи и не викаш, чекай тия 2-3 сата ще ги имам да научам нещо, ама викаш, чекай, седеме, ке оговаряме жените по града. И ми викаш, що не ми звониш се видим. Брат, я не съм заинтересиран за тази момент. Не ме интересират оставените жени. Имаш парички, шо ке вземам, ке гонам оставените жени, така. Значи ке лажам, жените ще оставили, ще се напатени со 1-2 дете, дойде си милионер, шо Ферари трябва да купам и шо да вземам да одам со мажените оставените и да и го уништувам живота шо толкова. Отишо ја бев у Америка, станав милионер и имам сега пари, шо ќе фрнам некоја пара, супер, брат, ќе живеам нешто шо овие го фантазија да го живеат. Страшна работа, брат. Страшна работа. И после ми викат, брат, не ми звониш. Брат, јас ви кажувам, ја ги се обкружам со луѓе што го интересират за Wall Street, за крипто, за технологија, не за луѓе што го интересират кој се другирал, кој со кој одил, скандали, шо ми врши услуга ја да би знаем тие фамилии кои што си имат домашни проблеми. Домашните проблеми да си ги решават они. Ако сакат нешто и да помогнат за технологија, да инвестират, да се оправат, за да може да се преселат, што се вика од овај град, за надвор од тоа да не ги оговара, да си почнат нов живот, да си огледат оноа, своето гајле, очу да живеат тука, брат. И тука се случило тоа. Ако нема се случи, брат,
тука овај народ е толку заостана, толку клет, толку лошо. Брат, тука денеска е со тебе на кафе, утре дента плюка за тебе, брат. И ми вика, шо не ми звониш? И на келнера сум ставил некој пари, келнера вика, брат, тај вчера го части, вика, кафи, сок, вика, денеска, утре те вика, оговара. Тево е, лудио, ки продава крипто. Кој ќе му купи крипто? Од истото крипто, јас сам го частил преходниот ден. Шо те гушки, уши малко заплачи, не те видел. Хорор, тоа е, разочаран сум, хали па не губам надеж и ја ќе гледам да помогнам у секој сектор да направам, ви кажав, таа екипа, гледате, ја го проценив тоа пред години. Ќе треба екипа на луѓе, што ќе соработаме со нас, што ќе си купуваме од тие компании днес со нас, ќе изградиме екипа и ќе го променеме тај менталитет. Ако не за друго, нашата екипа и нашата фамилија да ги променеме. Овие другари, овие немат духовност. Знаеш, овие кој рече верувал Господ. Не можеш ти да веруваш у Господ ако седиш цел ден да се интересираш за напатените жени кои што си имат домашни проблеми, брат. Да те интересира да идеш да му заскараш некој дете, речеш, брат, шо пушиш, нели те срам? Или шо се други речеш, шо пушиш марихуана, разбирам. Ама, знаеш, после смејате се и гледај овој подкаст шо зборе, брат, е реалист, брат. Зборам, боле ме, душата ме боле тоа што го видех. Одеме кон америчкото такво. Турски филмови ме попрека. Еден позитивен ден немаш од тие 2,5 недели од тие турски филми. Една епизода што закачив, кога ги кренам од зградата до доле, брат, ја сите слушаш од вратите турски филмови, брат. Ама ја не знам. Знам го кој е плано, разбираш, на елитата. Ние не може да имаме македонски филмови за античка Македонија, за Филип, не може да имаме за отоманскиот дел кој што се случил вистината да гледаме, за со турците што е било, ти на народ не знае. Ти повеќето народ да знаеш што се е случувало со турците, брат, ти у животот нема да пушти турски филм. И ми вика, брат, му турци знаеш колку е напредно за медицина. Чим напредно е, брат, па тие сите јаничари таму, брат, завршија школу. Смени генетиката и идеја напредно, брат. Наши мозоци, ако ме разбирате. Милиони македонци живеат. Се е придонесел нешто. Од кај нас и иселија, шо ќе придонесе. Гледат тука да оговарат низ града. Замисли бе, брат, замисли ти да земеш добра плата, место да земеш, брат, да речеш, чекавај, крипто го ги си дојде. Да го прашаме нешто за бизнис, да се увезе нешто од Америка, да почнеме за крипто, да дознаме он како направил пари, кои берзи. Седи, брат, ке збореме за жените по града, брат. Замисли, брат, ја да седам си губам времето за... Замисли 2 сата од твојот живот секој ден, ти да збореш, да седеш на кафе и да ги оговараш другите, брат. Да го оговараш тај преходниот ден што бил со тебе. И он ми вика, шо не дојдеш со мен на кафе? Чекај, брат, ти беме на кафе, тројцата, утре ден одеме 20-та и ти го плукаш овај што не е со нас. Значи утре де факто кога си со него ќе ме плукаш мене. Брат, тоа е. Геноцидот е уклучен и пробав и на неколку луѓе да ја објаснам, викам луѓе, многу пари лупате у кладилница. Брат, ја не играм, само малку. Брат, обезбедувањето ми е комшија кажа, не е баш малку, брат, секој ден стам. Ти па секој имаш луѓе. Па немам секој, комшија ми е. Комшија ми и го пита, викаме, брато, уште вика дека се намалил коцката за 90%. А вика каква коцка е намалил секој ден, вика посаравата. Звонат му, вика, жени, дето он кажува, вика, сам негде бил. Мам бил луѓе, брат. И кој ќе ми рече, добиваме. Како може да добиеш од казино? Дај, кој е тај од Македонија што добил од казино? Може да ми го покажете. Дај да го викнеме у подкаст да ни каже која е финтата, брат. Значи, укочни збора дека имало луѓе што победуват у казино. Големи пари пред. Кои си тие луѓе, брат? На кој е тај систем? Кој е тај процент казино што ги дават? Значи, ти да си добил па си ги ставил другото казино. Страшна работа, другари. Страшно. Ово е... Јас кажав, до 2035 многу ќе се мачи овај народ. И му се радуваш на кочени, нели, 12 години си бил тука, енергијата, нели, интересно ти е. Ама кога налиташ на тај народ дека е до тај степен стигнал, боле. Мене ме боле, разбираш. Ја не сум патриот, јас сум националист. Мене боле од ја гледам сликата, например, тие деца со цигаре, утре на марихуана, утре на бело, после у кладилниците, и тоа е. Ние ќе ги имаме на цела генерација, ќе одгледаме на наркомани, пушачи и на комрџии.
Наместо инвеститори, брат. Наместо бизнесмени, наместо фармери, наместо занаячии. И 0,001%, що съм седел на кафе, ме разбира, че само да кажем. Ония другите, филозоф, вика. Значи, се вика живи мъртовци, другари. Живи мъртовци, то ще се случи, али ние имаме и живи мъртовци, брат, в града. То е. Страшно е и имаме живи мъртовци. Това е импресиите от после 2 понедели стражування, що съм ги обрал сите кафичи, сите ресторанти и що съм прочешлал информации да изкопам и да видам от терен. Много луги сакали, брат, дай кажи, кажем. Сега очекувам от вас, другари, на подобро текстче доздоле от различните градови села да напишете дали къде вас така ме интересира. Дали е така и Скопие, Битола, Прилеп, Штип, Виница. До Райо Виница бе там, народът е повече селен. Пишете, брат, ме интересира, сериозен, добър коментар, пишете доздоле, дали е къде вас истото или още по-лошо, брат. Па да направим едно резюме, дека ние сме уидели окуръц тук. Я знам дека уидели сме окуръц, нели, отдамна, ама ние сме уидели, тия старите са извинени, са уидели окуръц, ама ние, младите виши ги копират и одат натамък. И мене ме боле. Значи, ако то е смешно, брат, да те боле, дека туги дете било, шо те гайле. Брат, той е македонец. Той е мое дете. Утре шо кучето, ако нападне, няма ли да рипнеш? Ако некой рипне стар да го нападне, некой да сака да го силува, значи, шо трябва да викам? Не е мое дете ли, брат? Кофта речник не е мое дете, брат. Сите наши деца. Това е мал град. Я по фацата замисли има луги, деца, що съм ги видел, скоро сме ленги по фацата, знам кой е майка ми, татко ще се вика. И он вика, що те галя за децата. И после викаме, държава сме навали. Че, брат, ако те галя за децата, ако те галя за народа да оде напред, то е. Ти живееш у таква държава, защото ти сам я манифестираш. Страшно, брат, страшно. Господ да ни на помощ. И да се надявам, како што съм кажал, дека гледаш со американците не ни иде, со Европското уния не ни иде, да се надявам дека Русија со БРИКС и Кина ќе дојдат да не рестартират. Да не комплетно сменат, да се поставят камери, роботи и да ги шамарат, брат. Я едва чекам овие, брат, че кога ќе пуши цигаре, то дете пък робото и камерата детектира, да го рокнате на казничка дома солена, по дома да преземат нещо. Страшно, луѓе, страшно. Ово за овие е смешно, брат. Ово е тука, луѓето е немат мръднато от мъртва точка, брат, за да му посакат на другио добро, брат, на другио, на детето да му посакат добро, като да ти викат, остай го, нека пуши, нека моето да е добро, брат, нека пуши, нека се другира, нека си изпотепат, нека си изколат, брат. Другарчинята на неговото дете. Е окей да си изпотепат, да пушат, да си издрогират, замислете си, брат. Замислете си себичност, значи сбореме това са родители, брат. Родители? Той е мъртов родител за мен, брат. Мъртов, брат, той е мъртов родител, брат. Смеят се на американците за кучинята, па американците повече сакат уличните кучини, отколко нашите вика родители, ще сакат тугито дете, бе, брат. И ще му мисли добро на тугито дете. Страшна работа, брат. Я най-скоро, я шо е кажав. Гледате ли е моята аналитика каква е? Викам, кидам много слого да живеям. Що значи това? Далеко от ово, тук ще го процени дека е така. А ке довагам, от планините ки си мнувам, да пробвам да ги описменам. То е. И шо е спана тия, шо закарва, брат, нашите македонци дигитално не писмени. Още по-лошо, брат. Мои са сатанисти. Няма духовност ово. Ако ти не мислиш на едно дете добро, ако ти не мислиш на твоя другар, ще седеш на кафе, ще излегнал добро, ако ти не мислиш, да отворил бизнес канал му да го плюкаш за една нему одам, брат, ти не можеш да кажеш дека си веруваш у Господ. Ти веруваш у нещо, брат, от стра, ама ти нема капка духовност от тебе, брат. Страшно, брат, срамно. Срамно, брат, срамно. Хорор. Луѓе, ово е хорор. Не, ја видов на комшијата джинджир отворил, брат, укочени. Добър сендвич. Добро ово, каже го, йогурче беше направил, друго шо им беше направил. Брат, пръстия си изливиш. И неколко пати бев там, си шо там одеш. Викам, кеф ми, брат, деко кажува, викам дека
Лават луѓе, купуват, јадат. За мен малку беше шокирачко, луѓето доваѓаат, луѓе взимат и си одат. Разбираш? Не, разбирам ги деца, ама луѓе не го правете тоа, брат, не бидете како американците. Финтата е да доеш ти да јадеш, не, ти ако виш си родил, не е дома да трчаш да јадеш, брат. Јади там. Треба да сменеш воздух, да сменеш. Ние сме племенска заедница, треба да сменеш, да разменеш комуникација со некој. Ама тие луѓето изгледа бегат оти гледат дека другите се клети. Разбираш? Абе да сменете малку комуникација, јас вино. Не е мобето ти да доеш да грабнеш ко американците и дома. Брат, дојдете, јадете, да се подружиме, да размениме информации. Племенска заедница, брат, не си дизаиниран да идеш да работиш, од работа да идеш да земеш за to go на македонски како свикше, брат. Брат. Да земеш за дома, порачка и дома да јадеш сам. Како да се криет луѓето, брат, као демек. Брат, ти треба да се гордееш, ти се успеш. Ако имаш да си купиш, брат, здрава храна што сметнеш, кај моја комшија, да си купиш, зашо да не си купиш? Зашо да не јадеш таму? Гледат, кријат се луѓето као демек зима и да иде дома, чека да него зборте, јаде по ово, има пари екстра. Абе јадете, брат, дружете се, бе, брат. Крие се, народот е некако не е тај народ ја што го остави пред 12 години. Брат, ние беме светлосни години пред овие. Ние беме Star Trek, Star Wars, ово е тука некој Stone Age, камената доба, брат. Луѓето живеат. Као ладни. Мене ме пречека супер. Разбираш, оти, нели, криптомилионер, не сме видели 12 години. Мене ме пречека окей. Ама, едними ги други ко се надуват, хорор верзијата. Разбираш, сега гледа се дека не е тоа. Разбираш? Едино собраќана култура што има, нели, за пешешки викажав и да речеме и повеќе внимаваат, нели, ко возат, мада огромен дел знаат да улезат до таа лентата, ама успоредба со моје време како беше и сега е многу по се возе внимателно. Колку и да ви звучи лудо. У градот се возе многу повнимателно. Мене ми се свиѓа таа што е едносмерна работата. Мали се кружни теговите, ама многу повнимателно се вози, не се барлавее. Значи, еден видов со мотор само. Ниту еден од Випол недели не видов да не може да барлавее, затоа што има многу коли. Понапред, знаеш што беше таа луѓе? Таа можете да се сгазат негде тепат. Не може да барлавеат веќе тие со мотори, со чуда. Ќе видиме летото до душева, до сега што видов е супер. Сообраќајната култура е на поголемо ниво. А и народот, брат, треба сериозен рестарт. Тука, брат, треба, не знам, крс од 200 метра и треба, значи пред да улезе у градо и кога ќе излезе, да рече и чекај малку. Чекај. Не одат кон правилна насока, брат. Че ако ја пријатели, другари што знам, вика ти си ненормален. Што збориш, какви крипто, какви роботи, што збориш у подкасту. Гледа ово ќе збора, да не се повторувам, значи аналитиката е страшна. Луѓе што имат компании што треба да советуваат други, шират дезинформации, лупат зелени глупости, разбираш. Кажуваат биткоин и крипто дека е пирамидална шема, дека можеш да отидеш у затвор ако купуваш биткоин и другите криптокоини, ако можеш да идеш у затвор. Разбираш, страшна работа, брат. Значи, чул нешто, не разбрал и шират дезинформација и ги плашат другите луѓе. Разбираш? Као со подсмев те гледат поголемиот дел. Ќе ги видам фаците за некоја година. А пак ќе ги видам и следниот bull market. Биткоин умира 17 години. Многу сакам да видам 2031 која ќе е цената на биткоин, да ги видам фаците, па после пак ќе видиме валјда у истиот термин као демек пак ќе умира, па нема да веруват, ама тоа е. Луѓе, гледам дека некој не може, брат, не може. Тоа му е. Ѓавол му е ставил цртата и не може да помири. Не може, брат, не може да помири. Он те гледа, ама не те види. Разбираш? Он те слуша, ама нема, тоа е од туку лава, од друго место излава. Разбираш, он не може да те процесира, разбираш. Ти му збориш, он не може да го свари тоа. Не е на тај левел. Разбираш? Ми вика да се видиме на кафе. Што би ја научил од тебе на кафе, брат? Океј, видоме се, сретнаме се и мојата проценка, ништо не може да научам од тебе. Не, јас сум најпаметниот. Ти можеш да кажеш за тај бизнис да почнеме, овај бизнис, разбираш. Добра информација, ма. Мен не ме интересираат, брат, кој со кој бил, кој со кој одил и си тие работи, разбираш. За деца што ако взимат дрога или пушат нешто, нели да
да дойде до нивните информации, до нивните родители да помогнеш, ама вие старите шо ќе му помогнеш, на кој ќе кажеш, на баба му, на мајка му и татко му, шо личи као баби дедо ли шо? Оставете ги тие луѓе, брат, оставете го, ако можеш да му помогнеш, му помогне. Ама, шо ти ќе го говориш? Шо ти ќе го плукаш за гръб? Ништо, брат, па после кој иде, плука го, па кој иде, брате, ја гледам, века, брат, шо ти е? Страшно. Значи, сами си да плюкаш некој, следниот круг на вола да го изгушкаш. Најголем греф у христијанството е оговарањето, да знаете. Оговарањето е најголемиот греф у христијанството. Што сум сигурен дека сега 99% тоа не го знаете. Сега го знаете. Прашајте некој свештеник што е прочитал, брат, од тие стари книги да ви каже. Најголемиот греф, да знаете, луѓе, е да оговарате. А вие што правите? Седете со исти луѓе и после ги оговарате. Друго е да кажеш што се е случило, нели изнервиралите и сите тие работи. Разбираш, да кажеш вистината е окей. Ама вие се оговарат, се плюкат, измислуват, разбираш, у комплетно глуп, непотребен, ово каже го оде, глупа насока оде момето, разбираш. Тоа е, мене ме најискрено срцето боле што го гледам градот у тај степен, па и ово што се случи уште толку. Кажи го, од 3 до 5 години ја ќе пробам да помогнам колку можам, ќе пробам да составам екипа, таа екипа од други градови ако доваѓа да не видат, нели, расположени со профит, со се, да се надевам дека и други, пошто најискрено, нели, парите се ѓаовска работа, ама па ако знаеш да ги менаџираш, значи другите кои ќе видат, без пари не се може, другари. Ќе пробам да го пренесам моето знање, галеме, например, што ќе речете, ова е ненормалниот биткоин продава или топла вода. Ќе пробам, со сигурност ќе гледам да успееме повеќе од што требе. Со ово што го идов, ово ми дава како багиме од турна. Багиме. И затоа не сум земал кола, затоа ќе одам пешки, значи со кола ништо не можеш да научиш. Ама со пешки на улица многу работи можеш да научиш, разбираш. Се некој ќе сретнеш, се некој ти даде информација и добра и лоша и така ги учам. Учам ги со кој треба да се дружам, со кој не треба. И затоа ви кажав, некој рече, и брат, крипто академија, нели без пари секој да дојде, не, само што ви кажав луѓе, замислете си на овие да и речеш дојдете во академијата без пари. Сигурно ќе си испотепа. Замислете си да речете на овие дојдете во академијата без пари и овие ќе ти викат, еј брат, што ги учиш овие другите за крипто, вие сте ненормални, ќе ве затворат, какви сте глупости што продавате на народот. Само што ви направив, колку минути е ова? 47 минути ви направив аналитика. Разбираш, таа ќе ја сопрам, ќе ја аплодирам, а посебно ќе направам за ова. Ово е страшните импресии од кочени. Тук ќе завршам, ќе исклучам и ќе почнам скроз само за крипто, разбираш, пошто ово беше, пошто многу луѓе сака едно 200-300 луѓе да кажам што сум видел после 12 години, разбираш, и ово го кажувам само за тие луѓе 100, 200, 300 што сака, разбираш, да слушнат. Јас сум шокиран, другари.